Паралелно со одржување на панаѓурот во Кочани, секоја година се организира и манифестацијата Денови на медот. Саемот на мед кој што има за цел да го промовира медот и пчелните производи. И годинава се одржува под мотото "Користи го медот како храна, а не како лек". Излагачи на мед и пчелни производи има од Кочани, Виница, Берово, Пробиште, Прилеп, Битола, Куманово, Тетово и Скопје. Годинава посветуваат внимание на едукацијата на граѓаните, каков е вистинскиот мед, а како да го препознаат фалсификуваниот. И додаваат дека инспекциите повеќе треба да поработат на откривање на фалсификуваниот мед, кој од друга страна представува нелојална конкуренција на пчеларите. За оваа година во однос на приносите на мед, пчеларите може да се пофалат во однос на изминатите години. Оваа година во однос на миналата година сме задоволни, иако почетокот на пашната сезона малку забринуваше, меѓутоа потоа се поволеше и времето и све, така да оваа година сме доста задоволни од пчеларство. Па негде принос просек има околу 18 кг по кошница, така да миналата година беше околу 10 кг, така да сме задоволни. Ипак добра година може да кажеме. Мада кога би било повеќе би биле уште позадоволни, нормално. Оваа година наводно ние се информираме од Сдруженијето ни информираме дека минимална цена 350, а секој може да го продава над 350 денари. Така да рецимо во Куманово е моментално уназад 2 години цена на медот се движи 400 денари. Пролетта не беше добра, меѓутоа подоцна, значи извади по 10 кила да речеме мед од семејство, што е пуна капа што викат старите. Така да јас сум благодарен со малку работа, со малку труд, нели не беа толку посетувани пчелите како од други години, али сепак кај мене беше родна година. На годинешниот саем на мед има и пчелари кои што произведуваат органски мед, односно практикуваат органско пчеларење, но и такви што продаваат пчеларска опрема. Велат младите се интересираат за пчеларење. На задоволство, у нас за 2 години во Куманово имаме добар прилив на млади пчелари, така да во земјоделско училиште дури имаме предмет за пчеларство и има децата, ученици со професорот организирано пчеларник, каде се обучуваат и што е на задоволство на нас пчеларите, што имаме помлади пчелари, тоа е поубаво. Не во смисла на продажба на опрема, значи ќе имаме поголем број на пчелари. Манифестацијата ќе продолжи и за време на викендов. Со ваквите саеми се подига свеста кај граѓаните за конзумирање на мед и пчелните производи, бидејќи Македонија се наоѓа на последно место од земјите по употребата на медот.